Да си кажеме добре дојдовте. Државниот завод за статистика вчера објави најнови податоци во однос на родените деца во 2024 година, според кои во минатата година биле родени 16.153 деца, што представува намалување за 4% во однос на минатата година. Во очекување на податоците и за морталитетот ќе бидат потврдени тенденциите, односно трендот на негативен природен прираст, нешто што е забележливо од 2019, односно последниве години наваму. Претходно Државниот завод за статистика објави и податоци во однос на бројот на вклучени бракови и разведени бракови. И тука бројките се во негатива на некој начин. Бројот на вклучени бракови е намален за 12,7% во споредба со 2023, а бројот на разводи е зголемен за 14,7% во споредба со 2023. Податоците се однесуваат на минатата 2024. Овие статистики беа повод за наслови од типот епидемија на разводи во Македонија, па многумина аналитичари побрза да му пресудат на бракот како институција, да го прогласат и современото македонско семејство дека е во криза. На оваа тема денеска зборуваме со професор доктор Македонка Радуловиќ од Институтот за семејни студии при Филозофскиот факултет во Скопје и Јована Затараковска, психолог и семеен психотерапевт. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдовме. Добро ве најдовме. Како вам на прва ви личат овие бројки што ги изнесува Државниот завод за статистика? Има ли простор за такви наслови, односно такви диагнози дека ете современото македонско семејство се распаѓа и на долг рок е осудено на пропаст, или сепак станува збор за историски контексти за одредена трансформација? Овој тренд не е од сега, се случува веќе подолго време и мислам дека е тренд кој што во Европа е присутен многу повеќе. Овие бројки што веќе ги споменавте континуирано се намалуваат и ако ги споредиме податоците од осамостојувањето на Македонија, ќе видиме дека имаме дупло помалку деца што се раѓаат на годишно ниво, а дека разводите за 3 пати се зголемени, односно за 158% некаде се зголемени разводите од почетокот на 90-тите години. Зошто е тоа така? Се менуваат вредностите, се менуваат перцепциите на луѓето, меѓутоа и на порасти индивидуалноста. Сега пред малку и пред да влеземе во студиото разговаравме со другата гостинка дека на младите луѓе веќе денеска не им е врвна цел да стапат во брак и да имаат деца како што беше во минатото. Дури и нашите истражувања кои бележат некој период од 7 години го покажуваат тоа, дека ако пред 7 години на речиси на сите им било главна цел да стапат во брак, да имаат дете, денеска главна цел им е да направат успешна кариера, да станат познати, да заработат многу пари и слично. Мислам дека Каде е коренот на оваа промена? Зошто до пред 7 години била главна цел на младите да создадат семејство? Не, сакам да кажам, тие промени се одподамна присутни, меѓутоа дури еден период од 7 години забележува пораст на ваквите ставови и разбирања. Мислам дека пред се влијае глобализацијата, она што се случува во европските земји, она што го гледаат на Facebook, на социјалните мрежи, на интернет, меѓутоа и семејството губи својата важност, во смисла дека самото тоа го чувствуваат во рамките на нивното примарно семејство. Да, вие велите глобален тренд, односно европски. Јас најдов податоци дека ваквите бројки не се само ексклузива или нешто што се случува само во Европа и во западната цивилизација. Таквите бројки, негативните тенденции кога станува збор за бројот на вклучени бракови и формирани семејства се проширува и во Азија, па дури и во Јужна Америка. Кина, Јужна Кореја имаат фрапантни броеви на вклучени разводи и намален број на бракови, па дури и Индија, каде што се уште традицијата е силна, меѓутоа и таму допира овие последици на модерното, на новото. Токму така, проекциите се дека на долг рок на светот му се заканува демографска криза заради овие податоци. Дури ако во моментот ни се чини дека се зголемува или континуира на популацијата, ваквите трендови покажуваат дека многу брзо ќе останеме без доволен број на население кое што би требало да биде нели работно способно и да се грижи за старите луѓе, затоа што од друга страна имаме континуирано старење на населението. Сега може веројатно да се гледа како позитива за Тараковска фактот што кај вас во вашиот кабинет се повеќе луѓе млади или повозрастни се охрабруваат да тропнат и да побараат стручна помош кога станува збор за некои недоразбирања меѓу партнерските односи и начин како да се излезе од тоа или да се дојде до еден коректен развод или како да го наречеме. Мене навистина ме радува фактот што се поголем број на помлади парови веќе ја имаат таа свест дека можеби и треба да поработат малку пред да ја донесат онаа одлука за развод.
Она што е важно е што некако и при идејата дека доаѓаме за да видиме дека не ни иде, некоја се случува и на самите сесии да они ја развијат таа љубопитност се уште која што постои помеѓу нив, да ја развијат таа заинтересираност и задоволството некако да го вратат кое што го имале кога веќе стапувале во брак. Добро, на што најмногу се жалат ете таквите брачни двојки кои ќе се охрабрат или партнери кои ќе дојдат кај вас? Дали она што го спомена Радулович како факт дека индивидуализмот го зазема просторот на традицијата, луѓето стануваат се посвртени кон себе, кон личните слободи, права и задоволства, наспроти она целите или социјалниот момент и очекувањата да формираат семејство. Да, знаете како... Порано, ако една од главните причини беше неверството, сега тоа е заменето со непомирливи разлики или различни ставови или различни цели. Да. Не прави она што јас сакам, она што јас мислам дека треба да прави, очекувањата се некако на прво место, но позади нив е многу повеќе и емоционалната поддршка и потреба која што ја имаат. Некако се очекува да партнерите ја и задржат таа индивидуалност и покрај тоа што се веќе во брак, таа слобода им е повеќе потребна, преоптовареноста, нели она што доаѓа со финансиските потешкоти и економските кои што ги имаат, навистина им представува проблем. И при мала криза никоја се случува да некои парови имаат снага да тоа го пребродат, но некои баш се соочуваат со конфликтни ситуации, со напнатост во тој период која и ја има кризата. Кога го наведувате моментот на економска позадина, односно економска несигурност, фактот дека луѓето немаат доволно високи плати и да се одважат да формираат свој дом, да се иселат од традиционалното поголемо семејство и причините за намалениот број на бракови, ако се бараат од економска гледна точка, не држи многу, бидејќи во минатото нашите предци живееле многу поскромно од нас денес, па сепак формирале семејства и бракови. Значи не станува збор, коренот на овој феномен не е економски, веројатно. Што мислите ви? Не, извине, само не мислам дека е целосно економски, но она што верувам дека влијае е финансискиот момент, е индивидуалноста која што им е потребна, е онај момент на очекувања од дигиталниот свет кој што ги гледаме како живеат идеално паровите, други зошто ние да не изгледаме вака како овие парови, зошто јас да не можам да излезам и слично, влијаат на се поголемата одлука дека можеби треба да ставиме развод на овој брак. Што освен економскиот момент е најголема закана за бракот како институција? Да се надоврзам прво за овој економски момент. Спомена гостинката дека има поголеми очекувања. Денеска дефинитивно имаме поголеми очекувања од тоа како треба да изгледа бракот, дека треба да имаме сопствено живеалиште и одреден број на удобности, на финанси со кои што би започнале сопствен живот. Затоа младите не се одлучуваат да почнат самостоен живот во сопствен брак и семејство, затоа што не се подготвени да живеат во проширена заедница. Во минатото нели било логично да остане синот да живее со родителите. Додека денеска токму заради таа индивидуалност, ние велиме индивидуалност, индивидуализам наместо семен колективизам. Значи, во минатото биле спремни да направат жртви, многу компромиси, па дури да живеат во проширена заедница. Зошто човекот станува себичен во низ години? Па мислам дека живееме во еден материјален свет, во еден свет во кој што таа егоцентричност, тоа вртање кон себе си е најважно и луѓето не сакаат да имаат обврски, бидејќи овој динамичен живот ни прави многу обврски, многу не оптоварува и како личности, така што тие обврски кои што ги имаме во рамките на семејството, околу грижата на децата, околу партнерот и слично, ни доаѓаат како некој дополнителен притисок и фрустрација. Но што е сменето во однос на неколку децении наназад? Исто така беше материјален Мислам дека што е сменето, ние можеме да зборуваме во однос на статистичките показатели. Гледаме дека континуирано, значи луѓето... Не, тоа се последиците. Тоа се последиците. Што е сменето? Мислам дека се сменети ставовите и перцепциите на луѓето пред се. Но зошто? И тогаш контекстот беше ист. И тогаш имаше поголема сиромаштија од колку денес. Не е во однос на сиромаштијата, туку на нивните ставови за бракот и за семејството. Како последица на што? И таа себичност е се поизразена кај луѓето. Се помалку сакаат обврска, се повеќе сакаат лична слобода
Мислам дека сето тоа е влијание на социјалните мрежи. Интернет. На интернетот. Гледаат како живеат луѓето, имаат некои сосема различни очекувања, сакаат да патуваат, сакаат да уживаат во животот. Едноставно се по-либерални и помалку се ослободени од стегите на општеството и на околината. Например, порано било многу важно какво лице, каков интегритет ќе имате вие, каков интегритет ќе оставите за вашето семејство. Меѓутоа, денеска не има толку битно на новите генерации. Мислам дека пред се должи на исчезнувањето на оние традиционални вредности, на честност, на доверба, на сигурност, на помош, на солидарност. Додека денеска се повеќе нели на цена се материјалните вредности, така што мислам дека главно се должи во однос на тоа. И ако ги спомнавме ваквите трендови дека се глобални, дека се случуваат и во Бразил, Аргентина, Кореја, Кина, па дури и во Индија, предничат европските земји секако и оние држави од западната цивилизација. Во Шведска, на пример, секој втор брак може да заврши со развод. Во Шпанија во последните 2 децении опаѓа бројот на склучени бракови. Во Германија многу парови одбираат да живеат заедно, без да склучат официјален брак. И во тој контекст ве прашувам, од она што го перцепира на ниво на ваша професионална перцепција до сега и искуство, какви би биле прогнозите за иднината на бракот како институција, а тука и на она нуклеус семејство, односно семејство мајка, татко, деца, семејство кое го знаеме? Па од она што го гледаме, што доаѓа на сесии, нели, од оние луѓе кои што ние ги перцепираме, јас можам да кажам дека комуникацијата е нешто што е многу важно и она што помеѓу партнерите и некако и начинот на воспитување. Оние родителски стилови се многу важни за еден брак да опстои. Сега, дали тие понатаму би функционирале или дали тие понатаму би успеале да го износат тој, затоа што бракот е некако работа постојана, не е за секогаш дадено. Да постојано треба да се вложува во него за да може да го имаме до она, како што викаме, да биде присутен и и постојано да се работи, да се вложува во него. Би сакал нешто конкретно да чујам од вашата пракса, без имиња се разбира, дискрецијата е загарантирана, меѓутоа да не звучите премногу теоретски, бидејќи се ова што го слушаме повеќе теорија. Сакам од вашата досегашна професионална пракса како семеен психотерапевт, што ги учите брачните двојки кои доаѓаат кај вас, а се во криза, бидејќи ваша задача на крајот не е да го спасите нивниот брак, туку да им помогнете да излезат од кризата ако е тоа возможно. Рековте за какви проблеми најчесто станува збор, за некои разлики во ставовите или изневерени очекувања. Па тука се поставува и прашањето како таа двојка дошла заедно, зошто се одлучиле да се венчаат ако имале различни ставови во однос на очекувањата, а сега некој ги изневерува. Да. Многу често кога доаѓаат од различни животни циклуси, кога доаѓаат луѓето кога влегуваат во брак, кога доаѓаат деца, кога децата потоа одат во градинка, па идат во училиште, тие се оние кризни моменти кои што ние ги гледаме, со кои што доаѓаат. Сега имав еден пар кој што доаѓа на сесии затоа што нивното дете почнало да прави регрес во на што го постигнало. Почнува да мочка на... Ама тоа е друг проблем, не станува збор за несогласување меѓу брачните партнери. Но они доаѓаат со тој проблем. Доаѓаат со проблем, имаме проблем затоа што детето има регрес. И кога ќе почнеме да работиме, уствари сваќаме дека они имаат проблем во нивните родителски стилови, во нивната комуникација, да практично децата се тие кои што ги носат нивните родители на сесии затоа што они имаат брачен проблем, го имаат оној конфликт во бракот. Меѓутоа и нарушената комуникација е веројатно последица на она што го зборува професорката Радуловиќ, тоа е дека имаме различни очекувања, визии и цели, веројатно она индивидуалност и таа лична слобода и среќа е пред се. Да, затоа е многу важна превенцијата, да се спречат проблемите пред да се случат. Ние, например, на институтот се залагаме за таа предбрачна и брачна едукација, која што би ги опремила партнерите пред да стапат во брак, да знаат што ги очекува, со какви проблеми може да се соочат, како да комуницираат, како да разрешуваат конфликти. Дури овие истражувања... Каде има такви советувалишта во Македонија? Советувалишта во Македонија практично и да нема. Мислам, не практично, воопшто нема. Па како би ги учеле тогаш идните брачни двојки? Ние се залагаме за воведување на задолжителна предбрачна едукација. Во минатото, не знам дали вие сте поминале на таква
имаше некоја форма која што беше реално само проформа, не беше вистинска едукација. Меѓутоа ние се залагаме за вистинска едукација затоа што има такви ситуации во многу земји во Европа и во Америка, каде што на голем број парови кои што посетуваат предбрачна едукација, после тоа имаат подобри перформанси во бракот, имаат помалку разводи. За околу 28% се во рок од 10 години се намалил бројот на разводи во определени земји каде што се воведува ваков тип на предбрачна едукација. Ние дури се залагаме и за задолжителна родителска едукација, да добиете сертификат пред да имате дете. Кога велите Институтот за семејни студии се залага, каде се залагате? Пред надлежните? Лобирате и какви се одговорот од таму? Дека треба, дека се расположени, дека овие демографски трендови кои што се случуваат всушност треба да бидат показатели за вакви семејни политики кои што треба да бидат воведени од државите, но за сега не се случува ништо. Ние едуцираме кадар кој што во иднина би можел да едуцира и да работи со вакви предбрачни двојки. И оние очекувања што ги споменавте. Значи во семејните едукатори, всушност и семејните советници треба да работат со партнерите пред да склучат брак, работат на еден голем прашалник кој што има многу прашања поврзани за бракот и за очекувањата од бракот и дали ние доволно го познаваме партнерот и гледаат каде можат партнерите да заглават, во кои ситуации се ризични за нив. И потоа разговараат поединечно, им велат дали знаете дека овој проблем може да излезе од целава ситуација, дали сте спремни, дали сте разговарале. Зашто ние не разговараме, ние немаме комуникација многу често, тоа е главната причина заради која што се случуваат проблемите. Се ставаат под тепих, се ставаат и на крај прераснуваат во конфликти или во семејно насилство. Дури кога одиме на интервјуа и студентите ги носиме на интервјуа кај семејства, тие велат немаме проблем во бракот. Ние направивме студија од 1200 испитаници, тие велат кои се вашите најчести проблеми во бракот и најголем дел велат дека немаат проблеми во бракот, што не е возможно. Значи или не ги признаваат или не можат да ги детектираат кои им се проблемите. И после вака излегуваат нови проблеми кои што се последица на Добро, тука во таа смисла, бидејќи двете ја посочувате комуникацијата како клучен елемент, меѓутоа комуникацијата веројатно би бил дел од третманот, од лекот, а не причина за... Не, често пати е причина, затоа што не се разбираат. Јас очекувам едно, а партнерот прави нешто сосема друго, затоа што јас не сум кажала што очекувам од него. Или кога имаме проблем, не седнуваме да речеме ајде да го решиме проблемот, што мислиш ти, што мислам ја, кои не се начините. Тука се ова его, фрустрација, нели. Многу често и трансгенерацијските образци кои што се пренесуваат, ние сите доаѓаме од некои наши семејства, со што ние сме израснале, со што партнерот израснал и кои се очекувањата од самиот брак. Некогаш партнерите имаат очекувања дека, не знам, жената треба да ги исполнува тие и тие услови, мажите треба да исполнуваат таа и таа улога во однос на бракот и семејството и тоа се оние разлики кои што се појавуваат за да дојде до некоја преќутување, некомуницирање. Би можеле ли во оваа пригода да извадите некоја провизорна статистика колку од оние брачни двојки или партнерски двојки кои тропнале кај вас на врата излегле со успешно решен проблем, а колку сепак завршиле со развод? Па дали ваквиот тренд што го покажува статистиката е забележлив и кај вас? Она што и во Институт Алтернатива, каде што сум надворешен соработник и она што приватно нели го работам, можам да кажам дека оние кои што дошле на сесии, кои што покажале интерес за да работат на бракот и кои што виделе дека некаде во самите сесии виделе дека има успех, да успеале да се да добијат еден нов увид. Но оние кои што не доаѓаат на сесии, кои што немаат желба за едно такво вложување, некаде и се го прават тој процент на зголемен број на разводи. Самата бракоразводна постапка има процедура на помирување. Да, еве, например, токму тоа сакав сега да го спомнам. Кина, соочена со големиот број на разводи, како сериозна држава, веднаш воведе така наречен кулинг-оф период, 30 дена им дава на брачните двојки пред официјално да се разведат, да се оладат малку од притисокот и да размислат сериозно пред да се донесе таа одлука. Меѓутоа, дали се во ова мерка на кинезите и она што вие го заговарате и го барате од надлежните, на некој начин е сепак попусто со оглед на глобалните трендови, тенденции, дека семејството како она што ние го познаваме, како што низ последниве децении, е осудено на некаква трансформација, дека се повеќе семејството се менува и не е она што ние го познаваме.
трансформацијата е логична и нормална и природна, затоа што семејството е природна појава. Меѓутоа, наше е да обезбедиме брак кој што ќе пружи на луѓето задоволство и среќа од брачниот живот. Оно што еве како мерка го привзема Кина и што го споминавме помирувањето, најчесто нема ефект затоа што партнерите и бракот умреле многу порано пред да се случи разводот. Значи пред да побараат развод, нивниот брак бил одамна завршен. Така што јас длабоко верувам во превенција како и за се друго, дека превенцијата може да има ефект врз квалитетот на бракот и брачните односи. Меѓутоа, кога цивилизацијата се доведе до степен на тој индивидуализам и на таа лична комоција, лична среќа пред оној социјален притисок дека треба да се формира семејство и кога бракот се сведе на личен избор, а не на социјална обврска, веројатно треба да прифатиме дека семејството како такво се менува. Па сега имаме се повеќе семејства кои се со еден самохран родител, да речеме, или семејство во кое партнерите се безофицијално да склучат брак, или ЛГБТ семејства или вонбрачни, односно второбрачни, мешани семејства. Значи, семејството не е она семејство кое беше допред некое време. Што е сега семејство? Сето ова што го споменавте е семејство. Меѓутоа, повторно велите брак. Значи, треба да се издвои бракот како брак од семејството, бидејќи има семејство и каде што бракот не е фактор. Меѓутоа, врските, без разлика дали се формално, правно регулирани или не, сепак се врски. Нивниот квалитет е важен. Исто како што е важен квалитетот на врската врз родителството и врз родителските стилови, врз одгледувањето и растењето на децата. Значи, мислам дека главен проблем е опаѓањето на наталитетот, опаѓањето на фертилноста, дека тоа е главниот проблем на сите држави. Дали ќе биде формален брак или неформален брак, тоа и не е толку важно. Неверојатно, ова ново семејство, новиот изглед на семејството е закана за демографијата, генерално, бидејќи некои ја обвинуваат и улогата на жената, дека значително е променета и дека денеска жената нели е посветена на кариерата и на образованието, додека во минатото нели била главно задолжена за раѓањето и за работата околу домот. Го бараат проблемот во тоа. Меѓутоа, тоа е процес од кој што ние не можеме да се вратиме назад. Така што мораме да бараме флексибилни услови за работа, мерки од државата, меѓутоа и јакнење на свеста за важноста на балансирањето помеѓу работата и семејството, затоа што мислам дека тоа е една од причините заради кои што младите луѓе одлучуваат да не стапат во брак или да немаат деца и така натаму. Неодамна бев на универзитетот во Вроцлав, каде што бев на Еразмус предавања. На Еразман и држав предавања, имаше студенти од цел свет буквално. Нивните ставови се генерално слични. Нивниот најголем страф е тоа дека не се подготвени да се откажат од кариера и се плашат дека доколку формираат семејство и имаат деца, дека тоа ќе им оневозможи на некој начин брачен и семеен живот. Сметат дека тешко би можеле да ги балансираат тие две работи. Така што мислам дека во иднина би требало да се работи токму на тоа, да се бараат механизми од државата и јакнење на свеста, знаењето, едукацијата на младите луѓе, колку е потребно мажите и жените да преземаат улоги околу домот, околу децата. Мислам дека главните проблеми на партнерите се во однос на оваа нерамноправна улога. Добро, кога во средината на 90-тите години се појави интернетот, дали ваквите тенденции во однос на бракот и семејството беа предвидливи? Дали тогаш некои социолози или професори од институтите за семејни студии можеа да кажат дека по само 2,5 децении или 3 децении од тогаш семејството ќе се смени толку колку што се сменило или дека ќе може да се прогласи да се зборува за криза на семејството кое го познаваме, кое може да биде закана и за демографијата, не само на една држава, туку и генерално? Мислам дека не. Дури во почетокот на 90-тите во Европската унија започнува да се забележи, се расте грижата околу ова прашање, главно околу демографската криза, нели? И да почнува да се прават истражувања, да се бараат мерки така натаму. Во Македонија нормално дека податоците веќе ги најавуваат ваквите трендови, меѓутоа мислам дека никој не очекуваше дека со ваква брзина и со вакво темпо ќе се случат промените, со ваков интензитет. И сега, ако пред 3 децении било тешко да се предвиди сегашната ситуација, што можеме сега да кажеме, односно да предвидиме за како ќе изгледа семејството по 10 или 20 години од сега со оглед на уште побрзата трансформација, генерално зборувам за придобивките на новото време, на вештачката интелигенција, ChatGPT и се друго, каде оди во таа насока она што го знаеме како брак и она што го очекуваме или замислуваме како едно современо семејство кое треба веројатно и да
резултира со раѓање на деца за да не исчезнеме како цивилизација на долг рок. Мислам дека овој тренд ќе продолжи и понатаму. Во одреден период веќе го зборувавме ова во една емисија, дека потоа ќе имаме тренд на регресија. Ние уште не сме ги достигнале моменталните трендови во Европската унија. Најновите податоци сега што излегоа е дека најдоминантен и најрастечки модел на домаќинство во Европската унија е домаќинство со едно лице. Значи луѓето главно во Европската унија живеат сами. Тоа е растечки тренд и загрижувачки тренд. Од друга страна, ние се уште го немаме достигнато тој тренд. Во Европа почнува да се менуваат работите сега? Во Европа се уште не почнува. И тамо не е плафонот достигнат. Меѓутоа во Америка веќе се појавува тренд на регресија каде што се враќа таа важност на семејството, па дури без разлика дали е реконструирано семејство создадено со нели брак, развод и така натаму, веќе се зголемува наталитетот и луѓето повторно се вртат кон домот, кон семејството затоа што сваќаат дека се осамени. Всушност сега исто така започнува една епидемија на осаменост помеѓу луѓето во Европа затоа што живеат сами. Тоа веќе беше присутно во Америка и сега луѓето заради тоа чувство на осаменост повторно се враќаат кон заедницата, затоа што човек сам, ние сме социјални суштества што сме предвидени да живееме во некакви заедници. Значи претпоставувам дека бракот можеби нема да има ваква формална правна рамка како што сега има, меѓутоа дека повторно луѓето ќе се вратат кон бракот, кон семејството, кон семејниот живот. За Трајковска, дали луѓето кои доаѓаат кај вас се појавуваат чувство на осаменост? Да. Дали се жалат на осаменост? Има доста и во сами и во брачни нели кризи кои доаѓаат, самата таа комуникација доведува до осаменост затоа што не комуницираат. Не се присутни, постојано се надвор, бркаат кариери или се она со што нели доаѓаат, ја појавуваат, ја покажуваат таа осаменост која што ја изборува професорката. Она што јас верувам дека би се по она што го зборувате, дали тоа би какви нели очекувања би имале, очекувам дека можеби би било и подобро затоа што нели се вложува доста во некаков тип на работилници, да им се помогне на тие брачни партнери, еве иницијативите за не знам дали се вложува. Каде се вложува, не знам, велите се вложува многу. Не знам дали се вложува во работилници, има само иницијативи од институтот дека треба нешто да се прави. Меѓутоа генерално се сведува повторно на тој судир во основа на либерализмот и конзервативизмот, веројатно, или традицион. Да, меѓутоа сега реториката некако е променета во цела Европа. Мислам дека токму таа демографска криза во интерес на државите нели да имаат работна сила. Без работна сила, без раѓање на деца, ние немаме работна сила нормално, но и по природа веројатно човекот е создаден за да се размножува, да се создава нови поколенија, не само ради работна сила. Да, и треба да се јакне свеста кај младите луѓе затоа што многу често тие несвесно го одложуваат бракот и родителството и кога ќе дојде време, кога ќе решат ајде сега ќе стапам во брак или ќе имам деца, веќе е предоцна. Така што мислам дека треба да се работи со младите, да се разговара, да се едуцира, да се информира за да донесат информирани одлуки во однос на овие прашања. И со оглед на она што велите трендовите од Европа се уште не стигнале овде, се повеќе семејства кои се едночлени, односно се повеќе луѓе кои живеат сами, веројатно ќе дојде и тоа тука во Македонија во наредните декади и како би изгледало традиционалното, односно македонското семејство по 3 децении од сега, веројатно? Веројатно, мислам дека најмногу ќе бидат парови без деца, затоа што веќе се 30% според последниот попис. Мислам дека доминантно семејство во Македонија ќе бидат парови без деца. Евентуално со некој домашно милениче. Да, инаку веќе во 7 земји во Европа домаќинствата каде што имаме милениче го надмина бројот на домаќинствата со деца. Во 7 држави од Европската унија, рековте? Така што веќе имаме порасти на овој тренд. Тоа викаат дека е новото родителство. А кога велите би се вратиле оние тенденции од кои сега ги забележувате во Соединените Американски држави, дека сепак човекот се враќа во Македонија? Да, и во Европа. И во Европа не би знаела, мислам дека кога ќе ги забележиме тие трендови дека се враќаат во Европа, мислам дека за некои 20-30 години ќе почнат да се забележуваат тие трендови во Европа, кај нас веројатно уште позадоцнато што ние трчаме уште кон овој тренд на пропагање на семејството. За Трајковска Радуловиќ, ви благодарам многу за гостувањето во Да си кажеме. Благодарам на поканата. Благодарам на поканата.